3 часа од отвореното студио, попладне, веќе значаен дел од семејството се дома, некои гледаат, некои ќе не слушаат, но ми се чини дека влегуваме во еден период во кој првите сигнали и најлесно може би даваме квалификации дека Македонија влегува во една посериозна политичка криза. Еден мојот завчерашен соговорник рече, ако тоа се случи, ние ќе влеземе и во една драматична економска криза. А по правило, ако го исклучиме вокабуларот на новинарите кои имаат исклучително истенчен вкус и сенс за бритки анализи, тогаш се наоѓаме во ситуација да ги гледаме надворешните случувања, а дома и во студиото да ги коментираме. Мој вечерешни или ваши попладнени гости се Сафет Бишевец, пратеник мој колега од А1 телевизија, Столе Наумов, познат модератор на радио Хајд парковите, и мојот колега Лилим Дулови, со кога работев и во телевизија, а и соработив во неговата коха. Прва ваша дефиниција, која би можела Македонија да детерминира во овој момент, влегуваме ли во криза и како од неа? Ајде, Сафет, бидејќи ти ја знаеш моториката на парламентарното усогласување. Па ние сме веќе во криза. Според мене веќе сме во криза и едноставно времето полека истекува. Ако во следниве неколку дена нема договор меѓу клучните политички фактори во државата околу промената на уставот, ние ќе влеземе во сериозна политичка криза, чие решавање ќе може да бидат само предвременни парламентарни избори. Дали е решавање тоа? Па во секој случај вие немате друга опција. Ако не успеете да постигнете консензус со опозицијата околу уставните промени, што ви преостанува? Да одите на избори, доколку сакате политичкиот процес со договарањето со Грција и да ги одржите живи и евроинтеграциите, членството во НАТО и Европската унија, вие ќе морате да побарате практично поддршка од народот. Таа поддршка се добива само на избори. Дулови, дуи во првата реакција избори не се во опција. Се чини дека без таа поддршка на владината коалиција и дека тешко би можело да се распишат избори. Меѓутоа, дали изборите се решение и на каков начин би можеле да се прават компромиси за да се постигне институционална разврска, уставни амандмани во парламент? Па, ајде вака, што излезе на површина после овие резултати на референдумот? Мислам дека излегува на површина сите проблеми кои што сме се правеле луди и сме сакали да ги покриеме испод тепих години наназад. И сега дојдовме до ситуација кај што спориме дали беа легитимни резултати, дали политички не спори никој дека партиите на власт добија некоја поддршка за менување на устав и во однос на договорот со Грција, но мислам дека сега излегува на површина проблемите што ги имаме околу пописот на населението. Дефинитивно се наметнува потребата да имаме пописот и јас не знам ни еден албанец, барем и моето обкружување не познава ни еден албанец што не излегол на избори. Од друга страна, резултатот е овој што го имаме. Значи, тоа укажува на фактот дека ние преголем дел од населението веќе живее надвор од овие граници. Втора работа, зошто не одиме на избори, на попис на население? Затоа што во уставот имаме таква одредница во однос на употребата на албанскиот јазик, јазик од 20%, така, барем нас не нарекува уставот, нашиот устав. Значи, мора да влеземе и да ги решиме сите проблеми од кои што денеска ние у неделата се соочивме со последиците на тие проблеми. Решението според мене не е во
изборите, оти имајќи ги предвид овие бројки, нема драстично нешто да се менува и со резултатите на тие евентуални избори. Решението јас го гледам како што секогаш се случувало во оваа држава, да се соберат големите лидери на маса, да седнат и да договорат многу работи. Прва, во однос на курсот на оваа држава, дали сите се согласни кај сакаме да отидеме. И второ, во однос на тие барања кои што од време на време искачат од некои поединци политички партии на албанците, како што е прашањето во однос на официјалната употреба на албанскиот јазик, кој што вика не може така да се третира и да нема разбирање од страна на македонците кои што сака да го заштитат својот идентитет и да го нарекуваат македонски народ, македонски јазик, но од друга страна кога се зборува за албанците прифаќаат и не им иде паметот дека таа формулација од 20% јазик исто така е навреда и за нас. Мора да седнат лидерите и да ги решават работите за кои што досега молчеле и ги оставиле по тепи. Столе, која би била гаранцијата дека Заев и да добие, да речем, условно сигнали од дел од парламентарната опозиција дека ќе гласаат за ова, дека таа цела операција, која е прилично сложена и во иницијативата за уставни промени и амандманската изгласување, дека тоа ќе успее? Да не се случи повторно некој блам. Не знам гаранцијата ако има тајно гласање, па да не се знае кој зашто гласа. Не знам тоа дали е возможно по деловникот. Јас што мислам дека ако одат на таа варијанта, ВМРО ќе побара јавно гласање со прозивки дека на тој начин. Не знам дали е возможно, за гласно размислам само. Нема никаква гаранција. Ова што кажува Дулови малку ми е дури сега, ако сите тие работи се отворат, дури тогаш нема да се најде решение. Сум повеќе за некоја брза пруга која што ќе го движи максимално договорот. Ова што треба да се заврши, а овие работи секако треба да се завршат, меѓутоа ако сега се постават, тогаш ќе се искомплицира максимално и не верувам дека уште 5 години ќе може да се завршат сите тие работи што не се завршиле 27 години. Јас имам некој чувство после овој референдум како после самитот на НАТО во Букурешт 2008, значи има некоја резигнација, некоја горчина. Тогаш не одбија, не зафркна грците, сега сами се зафркнавме. Се надевам дека развојот на настаните процесот понатаму нема да наликува на тој период кој што траеше од 2008 до 2016, туку затоа што различни се и околностите, а и луѓето кои што се од позиција на власт. Тогаш националниот набој и таа фрустрација, тој непријател во персонифициран кај грците беше искористен за избори, сега не може тоа никој да го искористи затоа што самите сега ќе треба таа европска агенда. Ама факт е дека Мицковски го враќа тој вокабулар за растење на рейтингот и на одреден начин доби своја сатисфакција во, условно кажем, не постигнувањето ни на цензусот, па и на бойкотирање. Чонски, јас мислам вака, дека овој референдум, поради тоа што го кажа Лирин, нема луѓе, и максимална излезност да имаше, затоа што порано на изборите се полнеше, сега немаше полнење, тоа е факт, да сака ќе постигне. Тоа е прв сигнал за една фина демократска солуција. Овој референдум, како да ви кажам, и да успееше максимално, и тие сите 903 или колку да излезе, пак имаше тензии. Немаше да го признаваат. Ние сме навикнати по тешкиот пат секојаш да го одиме, наместо полесниот. Јас тврдам дека сега да има повторен референдум, после ова отрезнување, после овие катарзи и на едната и на другата страна, тој референдум ќе успее. Затоа што таа варијанта на Брекзит една се кладиме па тоа е проблемот, за жал ние не учиме од тугите грешки, полуки извлекуваме по сила на зорт, по самите ќе не се случи нешто и после ајде кој ќе се запали огнот дуве за да го Добро, ајде да напуштиме за миг детекцијата. Да се определиме што е, Лирин вели диалог, Наумо вели брз воз. Дали тоа може да се постигне во услови кога нема никакви сигнали дека може да се добие парламентарно мнозинство од 80 гласови? Чом, да беше излезноста негде, да речеме 47, 8, 9. И да имаш отприлика, не мора да има повеќе за, туку да имаш уште 150.000 против. Имавме сосема поинаква
ситуација во земјата. Да не се лажеме, излезноста е под 40%. Само во 3 општини во државата имате излезност поголема од 50%. Тоа кажува многу работи. Неспорно е дека ова може да се нарече една пирова победа на Заев, бидејќи законски уставно референдумот не помина. Не е исполнет клучниот услов за поминување референдум. Тоа е да искочат 50 плюс 1 од запишаните ова. Милиарда проблеми можете вие да отварате и ги имаше пред тоа. Тоа е наследство кое го имаме во изминатите 27 години. Ниедна политичка елита во Македонија во изминатите 27 години не ги постави работиве визионерски, во смисла да се гради систем, да се градат институции, да се гради однос, да се гради систем на вредности, да градиме попристојно и поубаво место за живење. Ние имавме пристојна шанса, имавме дури и огромна помош од меѓународната заедница, и финансиска, и експертска, и каква сакате, за да се изградиме систем во кој ќе сакаме да живееме. Погледнете го нашиот однос кон тие вредности. Немаме право и правда, имаме корупција, лошо јавно здравство, имате катастрофално образование, што е можеби најопасната работа што ни се случува, иако не генаме. Ние луѓе немаме однос кон сметот. Па странци ни доаѓаат да ни чистат, да ни го чистат ѓубрето полова. Ќе го ставиме тоа прашање на анализата дали ова опомена за Заев и за СДСМ. Тоа е дефинитивно опомена. Но сакам да завршиме со ова перцепција. Иако е се уште ровко контактирањето на СДСМ и на владеечкото мнозинство. Дали по секоја вонредни избори и дали ние ќе влеземе во еден волшебен круг на нови изборни циклуси. Сега во ноември избори, па потоа ќе дојдат председателски, па возможно и парламентарни председателски, што може да ја направи Македонија прилично деликатна. Значи, сакаме ли да го задржиме темпото и роковите од договорот од преспанскиот Значи договор? тоа диктира услови. Па, ако сакате да остане како така жив тој процес, роковите морате да ги почитувате. Не велам сега да се држите као пијан за плот. У еден ден се разбира дека и мировната заедница, па и Грција, мислам дека ќе има разбирање за некакво одлагање од 1, 2, па дори и 3 месеци. По мене тоа не е спорно. Тоа ќе го имаме. Но мораме да направиме напор како држава да се обидеме на начин предвиден со уставот, значи согласно процедура, демократски правила и принципи кои влажат во сите европски земји, да го направиме тоа. Тоа во било која европска земја да беше распишан референдум. И оној што го предлага, особено владата, ако не добие поддршка, следниот уште вечерта се поднесува оставка. Вие знаете дека владата на Миро Церар падна не поради неуспешниот референдум, туку поради одлуката на Врховниот суд на Словенија да го поништи референдумот. Тоа се правила на игра. Јас го сваќам Зоран Заев. Он си има правец, агенда, сака ова да го истурка до крај. И тоа е за поздравување. Меѓутоа, правилата демократски, политички кажуваат друго. Ако немате друг начин за расчистување на состојбата, одите на избори, сакале или не сакале. Што и да значи тоа? Вие немате друго. Замислите сега да кажеме, добро, ништо не се случи, референдумот не помина, не, сега ќе живееме како што живееме, да Има немаме тука една прилично деликатна ситуација. Ти заговораш теза дека треба да се оди на некаков нов лидерски самит. Ако одиме на предвремени избори, дали ќе се обезбеди, сега да речем условно една мултиетничка и предизборна коалиција СДСМ и ДУИ и целиот овој НАТО вагон наспроти опозицијата и дека тоа би била гаранција дека може да се обезбедат приближно 80 на гласови. Значи, такво расположение нема во ДУИ, може би има во СДСМ, од проста причина, затоа што сега, гледајќи од другата страна, ДУИ смета дека рейтингот им е нарушен, конкурент веќе кај албанците нема, но од друга страна има СДСМ, која што полека, но цица гласови од поранешни приврзаници на ДУИ. И да влезат во таква варијанта, во таа партија сметат дека е поразително за самата партија, дека ќе може да дојде до
снемување на ДУИ како партија и затоа таа опција ја исклучуваат. Второ, и да се случи под предпоставка таква коалиција, мобилизираноста во самите структури на ДУИ нема да биде толкава како што била во минатото, а тоа јас можам да заклучам и на денот на референдумот, не беа баш кој знае колку... Ма ти и во кампањата не беа толку многу ангажирани, иако НАТО и ЕУ се некаква одуста не може да им ги извадиш. Да, но Тактика беше. Чом, пак ќе кажам, на овие избори албанците гласа слободно, послободно никогаш не гласала, без никаков притисок. И јас пак ќе повторам, не познам ни еден албанец кој што не излезе. Јас ќе се навратам на тоа што го кажа Столе. Ќе ја отвориме Пандорината кутија. Ние проблем ни стана цензусот во овие избори, затоа што сите знаеме и сметаме дека тоа не е реална бројка. Значи, избирачкиот список сите знаеме или имаме индикации дека не ја отсликува реалната состојба. Зошто немаме добар избирачки список? Затоа што немаме попис. А зошто немаме попис? Затоа што имаме таква формулација која во Уставот кај што од пописот зависат некои права на одредена етничка заедница. Значи, во контекст на тоа ми беше отворањето на тие теми за да дојдеме до реалната бројка на тие жители што живеат во Македонија. Во мојата фамилија јас имам тројца браќа со нивните семејства кои што живеат во Америка, тоа е 14 члена од мојата фамилија не се во Македонија. Може би гласал некој. Не гласал, не. Сакам да бидеме реални и да имаме реален попис. За да имаме реален попис и да имаме реален избирачки список, мора да го смениме Уставот во делот кај што се проблематизира употребата на албанскиот јазик, официјалниот албански јазик. И како да направиме брз во овакви услови? Не, затоа викам, затоа што во контекст немаме време ние за циклус избори, треба да гледаме малце и што се случува околу нас. Треба малце да се свртиме на кај север, што ќе се случи во Косово. Вториот дел на емисиите прилично деликатна фаза доаѓа. Чонски, премногу е вложено од меѓународниот фактор, од најсилните личности во светската политика, за да така лесно го остава тоа. Затоа што за ова нема време. Избори ќе има во Грција, доаѓа нова гарнитура, не знам дали ќе биде таа беневалентна. За овој договор, за било каков договор. Така да мора нешто брзо да се направи. Знаете, во Црна Гора имаше големи проблеми кога се случуваше тоа со НАТО, па имаше обиди за терористички акти, не знам што. Што повеќе проблеми имаше, толку повеќе газеа тие кои што се фактори, кои што можат да доведат до ситуација да се носат тешки одлуки. Така да нема да им е сеедно на тие кои што застанаа за овој проект, како ќе заврши и која ќе заврши и дали воопшто ќе заврши. Затоа што, пред емисијата, самиот ти кажа, цитираше некои изјави од Русија, цитираше. Така да што повеќе се мешаат русите, толку посилно ќе застанат. Црногорскиот пример е таков. Значи, ако решиле, тој брз воз, они ќе не стават, сите ќе не спакуваат и ќе го направат. Проблемот е во старт, меѓутоа е добро тие катарзи да се случат. Референдумот е највисок израз на демократија, врв е тоа. Меѓутоа, имаме една имперфектност. Тој Фршковски синоќ баш го кажуваше. За жал, многу крупни работи или за среќа не одат на референдум. Полесно ќе помине за работно време во недела, не знам што, тоа и тука ќе има проблеми. Отколку вакви до сега, освен референдумот 91-та, се друго да се ставеше на референдум, ние никош немаше да имаме ни рамковен договор, дали војната ќе заврши, ни спогодба, ни било што. Така да не треба да се бега од одговорноста од страна на политичарите. Граѓаните може да бидат многу луѓе сега комотно се однесувале. Тој конформизам, не сакам да бидам дел од приказната. Јас мислев дека тој конформизам и таа абстиненција се однесува повеќе како израз кон политичките елити. И сега, наместо да се подигнат граѓаните над тоа, да размислуваат малку пошироко, некој поголем интерес да барат, за жал, овој референдум повеќе наликуваше на партиска игранка отколку на референдум. Добро, ама не смееме да ја подцениме бројката од 600.000 за. Тоа е некакав израз на волја. Без оглед што тоа дали е цензус, не е цензус и така натаму. И да беше цензусот,
да беше 50 на 100, ние ќе имавме, условно да кажем, 450.000 за, а имаме 600.000. Меѓутоа, ај сега една друга димензија околу изборите, а тоа е следната. Дали овој абер, кој е директно адресиран на СДСМ и на владеечкото мнозинство, на гласачкото тело. Ние не велиме дека СДСМ не излезе и дуи не излекоа народ на гласањето. Меѓутоа, во услови кога имате катастрофален одзив во најмокрите општини и центарот на СДСМ-ското владење, Струмица, Битола, дел од скопските општини, Куманово, кај што функционира СДСМ и дуи во оригинална базична фаза. Дали тоа е знак на оден начин на владеечкото мнозинство, па на оден начин и на ароганцијата на пиарот и политичкиот менеджмент, дека СДСМ треба да биде внимателен и во агитирањето и во обезбедувањето на можните победи на изборите. Тука си во право, сите елементи се дел од причините за ваквиот исход, затоа што ја ќе ви кажам, анкетирав за време на гласањето за референдумот, многу луѓе кои што ги знаме, кои што ниту се националисти, така, по-лево се ориентирани, не гласа. Прашувам зошто, па не добив позиција таму, не ме ставија директор. Значи, таа партиска заробеност, тој клиентелизам. За жал, може би не доминираше, меѓутоа беше значителен дел и од причината за изјаснувањето или неизјаснувањето на овој референдум. За жал, реков, не се надминаа себе си, ова сега што го зборувам, овие катаклизмични сценарии, не знам што, тие можеби тој страф во Македонија се функционираше долго време на база на страф. Така победуваа претходно партиите. Со плашење. Знаете таа епизода од времето на Елцин, американците која му направија, која победи вториот мандат, која се вклучи во кампањата, се обидува и тука да го направат, Бучковски или кој беше тогаш на власт. Не гледате назад, гледате напред и почна од минатото да вадат редови за шекер, за леп. Можеби таков еден пристап во кампањата со сега победи стравот, меѓутоа на другата страна, да ме кеве името ќе го изгубиме, готово ќе се избришеме како нација. Овие работи што ги зборуваме сега. Ќе суспендираш одговорноста на купната пиар агитатура која беше нацрнила и на застрашување, не на перфекционизмот што ни нуди тоа. А можеби требаше некој баланс, тоа воопшто не беше присутно. Пази, сега имаме само еден момент. Лирим, Дуи на оден начин стравува од СДСМ на изборите, иако се коалициски партнери, на Дуи реално постепено му паѓа рейтингот. СДСМ си ја доби пораката од овие. Ми клатиш со глава, не се согласувам. Не е баш така. Последните анкети покажуваат дека Дуи си окрева рейтингот. Добро. Од друга страна СДСМ реално, иако доби значаен број на гласови, во овие општини мора да прими опомена. Дали таа моторна сила на СДСМ и на ДУИ со коалицијата може да обезбеди сигурност на парламентарно мнозинство? Чом, колку време е ова гарнитура на власт? Значи, Година и половина. Година и половина. Значи и Министерството за, сега, фигуративно, за земјоделие и Министерство за екологија, одговорност не се бара ни во ниеден ресор, затоа што сите се заскрива зад процесот на околу проблемот со името. Значи нема, народот не е задоволен од резултатите, а секој има собствена област кај што требало да си тера и да испорача резултати. Ние имаме и една статистика, не знам колку беше за првите 8 месеци во државата, само 20 и нешто одсто од капиталните инвестиции се реализирани. Значи, во многу сегменти има потврлено ова гарнитура на власт. Сигурно тоа се одразило и на нивното членство во однос на излегувањето и гласањето на референдумот. Има една работа. Ако е ова неповолно ехо... Времето, јас сметам дека на избори работи против СДСМ и против ДУИ. Што подолго се оддалечува тој тајминг која би се одржале наодно следните избори, иако пак јас сум скептик дека тие можат нешто да менуваат, од досегашното искуство во државата ни кажува дека најголемите промени тука се случиле не на изборен процес, туку на преговарачка маса која лидерите седнали и се договориле. Дали ние ќе се соочиме со една прилично
добра атмосфера и платформа за враќање на национализмот и националната реторика. Ако Без- СДСМ и ДУИ без не може да им кажат на граѓаните, види, ние тоа направивме година и пол, нели? А цело време се обструирани или оптоварени со НАТО и тоа значи дека Мицкоски и опозицијата имаат одлично поле постојано да потегаат по ова, дека е продажбата на името, дека ќе се обезличиме и така натаму. Значи, тие што не излегува на референдум, не излегува од проста причина затоа што на крај ќе испаднеат дека се губитници. Тоа е многу јасно. Но они сега се вадат на таа непознаница околу реалниот број на гласачкото тело во државата. Инаку, пак ќе кажам, решение на овој проблем решението треба да го вклучи и ВМРО, а тоа може да се случи само на преговарачка маса. Дали ВМРО е меѓународен фактор, ако ми дозволиш. Да. Немаме време во однос на Ако ми дозволиш, чом, мислам, знам дека кај нас поминуваат така работиве. Неколку пати излез беа лидерските средби. Но во принцип јас сум апсолутно против такви сценарија и решенија во кои поглаварите на одредените етнички заедници и најголемите политички партии ќе одлучуваат за судбината на граѓаните надвор од некаква процедура од парламент, закон и устав. Дозволе, сега. Не си управо затоа што парламентот, пратениците немаат свој идентитет освен владиниот идентитет. Па затоа зборат тие не Освен можат ни да извршната имаат власт, така да Столе, тие и не можат да имаат идентитет ако поглаварот, лидерот на партијата и диригира и наредува, дозволим ли, диригира и наредува вака ќе гласаш. Значи тие самите за да си ги зачуваат и одржуваат позициите во партиите као неприкосновени лидери, си играат така. се тоа за кое што зборуваш е убава работа која што никогаш нема да се случи ако тој воз таа локомотива не однесе во Брисел. Значи обратно се работи. Ќе се случи Ја, само тоа со отворени листи доколку беа избрани, тогаш да. Значи има и решенија, предвремени избори со отворени листи. Па нема време, Второ, Сафет. дозволи. Второ, Треба изборни нема, закони, да. знаете, делењето на блокови, макар, ја не мислам дека СДСМ и ДУИ на вонредни избори ќе имаат помалку гласови. Нема да имаат повеќе, но нема да имаат ни помалку. Не велам дека помалку. Така. Нема Значи, да може би стигна нема до да имаат 2/3. повеќе, но нема да имаат ни помалку. Ни 2/3. Видете, изборите се сосема поинаква машинерија. Ние се соочивме со една кампања во која практично беше персонализирана во ликот на Зоран Заев. Тој ја водеше кампањата, целиот свој политички, лидерски багаж го заложи за успех на оваа кампања. Сетете се на колку места се виделе некој друг пред граѓаните да објаснува што се придобивките. Ретко. Тоа ја знам дека тоа е свесно направено прашање кој е советник кој да го советува, но претпоставам дека проценката била дека на друг начин тоа не може да се изведе. Иако јас не сум сигурен. Во право си кога велиш дека веројатно во таа стратегија некои работи се утнати и тоа кардинално, а тоа народот веќе го гледа. Има веќе истинчен сенс да прочита кога некој се обидува да ве манипулира. Не можете вие во сред кампања за референдум да имате катастрофална понуда за реформи во УЈП, 300.000 пензионери оваа држава да мора да им кажат на државата колку пари примаат како пензија. Невидена будалаштина. Тоа има. Не можете вие во првите редови на тие митинзи да ги имате ликовите кои беа символ на вледењето на поранешниот режим. Тука веќе се Ахмети е нужен избор, но да речеме Амди Бајрам, Драгиша Милетиć. Баш симпатичен. Што го Не, ја не делам, ја не разговарам за симпатии. Не разговарам за симпатии. Зошто не ги гледаме Амди Бајрамовците во нашата... Не. Секојаш... Што не? 50.000 гласа на СДСМ му фалат. Повеќе фалат на ДУИ. Ако вели дека не познава никој албанец што не гласал, не е точно. Знае сигурно. Затоа што фалат 60.000 албански гласови. И не може од тие 60.000 да не знае никој. Не, дока играме. Јас те разбирам. Јас те разбирам. Добро, ама е факт. Јас те разбирам, не е проблем Не се тоа. работи за ДУИ. Ако целокупниот албански блок априори идеолошки, политички, меѓународно рече НАТО ЕУ. И сите рекоа И да има 60 и полку. Добро, како ќе испаднеш, извини?
Како ќе испаднеше доколку пола на крај испагаше Ја знам, од тие да знаме 600.000 кога ќе викат па албанците, ние ама не е решили во ред, сите. не е во ред, претерате, не. Да, се кочеа Не, после нема водејќи сметка да кочење. не влијаат на процесот, нели? Сафет. Немојте, тоа не е Види така. вамо. Сафет, кога премиерот во своето град добива 30 и кусур посто одзив, значи за Дуи треба последен да зборуваме. Не, јас зборам исто и за Дуи и за ова, јас затоа и велам. Не сакам да ги штитам Дуи, но јас пак ти велам. Буквално цензус, кој цензус сакаме да го постигнеме, кога не знаеме колкава е реалната бројка. А и Ахмети Ајде, и Заев врати се- знаеле ајде, врати се каква малце- е состојбата со избирачкиот Зошто? список, знаеле каква е Ама состојбата. се знае, па сите работи се тогаш одеве на сите референдум. работи се, па не, Дуи не застапуваше идеја за референдум. Ама Тоа кој беше може идеја тоа на СДСМ. прочистување да го Сега, направи? видите. 2 години помина, овие ги избриша и Тала Џафери и Црвенковски. Ајде сега кажи, а пред тоа на претходните избори ги имало. Зашто зборуваме тука? Значи има друг процес на добивање на право на глас во многу држави, кај што сам Ама зашто Абе, не го окей, правиш? се согласуваме ние, влегуваш да, во да се бирачки пријавиш, список. да. Никој Не е на проблем. една државна институција, на една партија досега не им текна таква нема- понуда, немаат таква интерес, так- Велири, такво без странци, решение. ништо не Тоа е правиме. целата Па тоа ми е мобетот, затоа од Затоа треба почеток брзо да кажав, направиме нешто за да затоа може- од почеток кажав, ги ставивме проблемите години наназад под тепик, сега не излегува како бумеранг одеднаш. Тоа е окей, тоа. Добро, тоа е поштовани тоа. гледачи, следите Студио 1, отворена програма во која дебатираме со моите колеги Сафет Бишева, Столи Наумов и Илирим Дулови. Каква разврска на очигледното предворие на политичката криза, воредни избори или преговори или институционално во парламентот. Во вториот дел од дебатата, какви се политичките абери на меѓународната заедница, особено со суседството, во кои Вучич се сити на неуспехот на Заев, Коцијас и покрај тоа што вели дека референдумот не е правен предуслов за натамошно реализирање на спогодбата од Преспа, вели дека на Македонија, ако не успее референдумот и членството, и се заканува распад на државата. ЕПП и повторно назад со моите соговорници. Сафет Бишева, Столе Наумов и Илирим Дулови. Различни погледи за некој од нив треба ВОС за побрзо решавање на одлуката за договорот во парламентот, други застапуваат теза за предвремени избори како решение. Но и едната и другата се како опција се во деликатна фаза, особено во обезбедувањето или на парламентарно мнозинство или на ново собраниско мнозинство. Моите гости ќе ги сведам сега на реакција на првите сигнали кои меѓународната заедница го тестира барометарот на реакцијата на меѓународните партнери за овој референдум во Македонија. Што туку пред да влезам го гледав хрватскиот премиер Пленковиќ кој заговара дека на тема референдум во Македонија треба да се изјасни на самитот Европската унија, па дури и НАТО. Сега добивам сигнали од дескот дека и Џукановиќ рекол дека тоа е сериозен сигнал за можна дестабилизација на Балканот и она што во овој контекст ја прави мапата околу и за Македонија по шаролика е денешното завршување на средбата Вучич-Путин и реактивирањето на руските становишта и руската амбасада со ставот во кој се елиминира вредносниот карактер на резултатите од референдумот во Македонија, со таа разлика што се поистоветува со ставот на Иванов дека каква год одлука да се донесе во однос на нов договор со Грција, дека тоа треба да помине во Обединетите нации. А тоа значи дека Русија ќе има маневарски простор во Советот на безбедност, евентуално да стави и вето. Каков е овој сплет на меѓународни абери? Потреба странците повторно да слетаат или потреба да се вразумиме сите дома, вклучувајќи и опозицијата? Наумов? А сега мислам дека малку повеќе underground ќе се работи. Ќе има пореки и за тие кои што се против, тие кои што можеби бараат нешто, ќе им се вети. Сам тие методи се познати. Чекај, малце да расчистиме. Значи, тоа да се вети нешто, има две солуции во Македонија. Првата, да ги задоволиме со некаква амнестија, нели? Што не сум сигурен за перспективата на Македонија како е. И втората, што е уште покатастрофална за општиот демократски амбиент,
условно кажем, да се купат пратеници. И едната и другата за политичката мапа на Македонија се погубни. Да, се согласувам. И тоа имаат методи, они се. Мислам, Арсеналот е Да ги доволно, убедат. доволно познат на Балканот, сме гледали и ветуваат, па после тоа ги порекнуваат ветувањата, да не ги споменувам сега хашките. Знаеш што е, неколку работи се многу битни тука. За жал на овој референдум победи стравот од минатото наместо стравот од еднината. Второ, оваа бројка не е за занемарување и доколку се повтори на евентуални избори, тоа ќе биде голем капитал и за СДСМ и за ДОИ. Второ, околу изборите, морам тоа да го кажам. Зошто ова ќе биде еден маневр со кој што се праќа силна порака на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН не знам колку е расположен за избори, колку би бил. Зошто? Прво, внатре пратениците. Дали тие ќе се повторат на наредните листи, ќе бидат пратеници и ќе имаат некаков имунитет? Тие кои што можеби се кочничари, кои што се засегнати од претходните, од блиското минато. Што е едната работа. Кој ќе ги прави тие листи? Нема да ги прави Груевски, ги прави Мицковски, односно нема да ги прави Милошовски. Дали од тие луѓе ќе бидат пратеници некои во наредниот парламент? Втора работа, што е исто така многу битна. Вчера или завчера, вчера мислам дека беше, Мендух Тачи на албанска телевизија, тоа ми го пренесува, јасно кажа, ниту една албанска партија нема да коалицира после едни такви избори со ВМРО ДПМН. Тој момент не треба да го заборавиме и да го пренебрегнеме. Освен ако ВМРО ДПМН не рече све ќе изгласаме, па после се да биде проблема. Ама овде Джевдет Хајредини дојде и рече ја не би се кладил дека Ахмети во својата лукративно клиентелистичка варијанта нема да се приклучи на коалиција со ВМРО ДПМН. Па и не може да му го земеш тоа право. Не, во секој ако случај не. обезбедат мнозинство. Меѓутоа, Ахмети има своји ментори. Така, ова е многу комплицирано и меѓутоа знаат тие што ги влесат коцките. Јас премногу верувам во тој странски фактор, ама 27 години се покажа дека без нив ништо не може да мрднеме. Само кратко да кажам. Перверзијата до крај да ја разголемим. Албанците помалку излегле, не излегле колку што требало, се беше реално, немаше полнење. Не се работи за партиски избори, нема концесии со тендери со ова, не се заинтересирани луѓето меѓу другото, меѓутоа еве перверзијата до крај да ја расчистиме. Пернар ли како се викаше, пратенекот на интервју вели: драги албанци, излазите, немојте да излазите на референдум, затоа што ако успе референдум, ваш сан во Велика Албанија, ако Македонија уđе у НАТО и ЕУ, никад се не ќе оствари. А до него седат оние што се против албанците, што ги мразат, националисти наши што се бојкотираат. Значи, ова е се измешано, тука нема правила. Тука единствено правило е личниот интерес и себичноста и малку страх. Тоа можеме и јас и ти да разговараме дека нема правила, ама во геостратегијата, ако ти не си барем човек кој може да ги анализира движењата, мислам дека сме отидени курбан. Особено затоа што стекот на околностите е многу симптоматичен. Референдум кај нас, север Косово, поделба на Косово и така натаму. Додик во Москва. А има избори сега. Пак ќе кажам, ми е жал што не ја гледаме големата слика околу нас. Се занимава Вашингтон, Брисел, Москва со нас. Ние уште мислиме дека можеме да си дозволиме таков луксус, да размислуваме за секакви опции и башка и ова што го велиш, кој со кого би коалицирал, како би изгледал идната влада. Збориме, барем, јас така сериозно ги сваќам пораките, дека сме во раскрсница каде се вратија сите опции на маса за еднината на оваа држава. Ние ја имаме се уште можноста да влеземе и да се осигураме еднаш за секојаш дека Македонија ќе успее, ќе биде успешна приказна на меѓународната заедница со овие граници и со регулирани внатрешни односи меѓу сите етнички заедници. Таа опција уште не е на маса и немаме време да ја прокоцкаме. Нема никаква друга можност да си дозволиме луксус, да си тераме изборни циклуси и да чекаме што ни доаѓа од север, затоа што не знам дали сте во тек, во Косово веќе е според некои неофицијални информации договорот ќе има договор со Србија за размена на територии. И тоа
Не, за размена на територии и тоа до март идната година. За жал, ова опција и некои странски држави ја поддржуваат, но ќе влеземе после во друг циклус, кај што Босна ќе биде неминовна, ќе има сигурно ефект, што ќе се случи со Македонија. Затоа цел свет дојде тука да ни укаже на опасноста на овој момент, да искористиме шансата и да се спасиме од такви сценарии. Ние дефинитивно тоа не го искористивме и ми е жал што во ВМРО нема лидер кој што ќе трне од овие мотиви да донесе политичка одлука. Туку, според мене, мотивите не им се ни бранење на македонскиот народ и држава, туку се лично партиски Ја затоа се интерес. плашам од платформа Сафет, што ти говорам дека да речем условно неонационализмот и груевизмот ќе се врати во ВМРО, зашто тоа е платформата во која тие мислат дека успеале со, да речем, бойкотот и Да, но со... прашањето ќе биде ќе се врати во ВМРО, но дали ќе постои Македонија? Да. Од тој ангол на посматрање, прилично се симптоматичните реакции. Бојко Борисов вели, прашањето на референдумот е внатрешно македонско прашање. Коцијас станува сега на оден начин партнер на македонската влада, кој иако со предупредување дека не поминели членството на Македонија во НАТО, а услов е уставните измени, дека на Македонија се заканува распад, што е близко до Лирим, но дека тоа за Грција би било погубно и страшно. Па, ние имаме стратешки договор со една најмоќната практично држава во светот, Соединените американски држави, и имаме со Турција стратешки договор. Така да ја, ако Соединените американски држави се таков гарант на нашата територијална сувереност и внатрешна безбедност, не мислам дека на крајот на криштата сме до толку загрозени. И не мислам дека е ниту добро на овој начин да ги представуваме работи, дека ако не помине ова, готово пропаѓаме, ќе исчезнеме. Не, нема да се случи тоа. Ние можеби нема да напредуваме и да одиме напред со брзината со која можевме да одиме. Но нема да исчезнеме како држава. Па јас сум длабоко убеден. И ова теориите дека таму ова па ќе се компензира овде, па Србите и Косово, луѓе. Ако е така, објасните ми го фактот. Како и покрај сиот меѓународен ангажман, да не речем притисок, еве ангажман, од најмокните држави на светот, американците, па дури Германија, Меркел дојде во Македонија. И пола низина влада. Макрон имаше видео обраќање. Нема практично битен светски лидер кој не поддржа. Со својдивен притисок. Не успеа. Значи, јас дури мислам дека целиот тој притисок имаше и до некаде и контраефект на крајот на криштата, бидејќи ако толку големи држави запнале за вас, па не е дека е само од љубов. Се разбира дека не е само од љубов. Тоа се и нивни геостратешки интереси. Да, но Да немате дилема. Фактот дека Бојко Борисов се сеќавате дека Бојко, ви текна дека Бојко не дојде во текот на кампањата во Македонија. требаше они да гласат на наше место. Не, ама не дојде во Македонија. Воредно, они ти дават поддршка. Доколку ти не сакаш да имаш своја држава. Лирим, не дојде во Македонија Бојко Борисов. Тоа не не тоа е си друг сигнал. достоинствен на посетата на такви големи фигури, тогаш не е нивна грешка. Сепак ние сме Не велам дека тие сгрешиле, имаат легитимно право да си ги отворуваат своите геостратешки интереси, тоа го прават. Велиш стратешко партнерство со САД. Добро. Они дојдат и тука да ни укажуваат што е добро за нас. Ние не ги послушавме. Пак ќе речем, 600.000 не е мала Фала Богу, бројка. 650.000 Но луѓе гласат. имаме такви закони што Тоа е друга зависи работа. да. Ама не е дека не ги послушам. Во ред, но пак ќе кажам, која е обврската што ние ја преземаме во однос на тоа партнерство? Барем за нашата иднина. Ние во случајот зборувам за тоа гласачко тело кое што се зацкри и бойкотираше од страв дека ќе испадне сигурно помала бројката во однос на тие што ќе гласаа за. Сепак ми е жал што и ВМРО како една националистичка партија која што сака да се идентификува дека ги поставила корените на ова држава, нема таква визија и гледа на кај исток, во случајот повеќе него. Констатацијата за робена држава уследи по речиси децениското владење на ВМРО Никола Груевски и врхушката на ВМРО ДПМН.
Ние се уште сме практично за истата заробена држава. Се уште. Какви се реформите во правосудството? Што направивме со препораките на Приве? Каде се реформите во јавната администрација? Каде се сите потребни реформи што треба да ги правиме? Тоа е едната аспект. Јас се прашувам што ни не спречуваше од реализацијата на капитални инвестиции за кои Лилин вели не се ни 20%, да почнат изградбата на магистралните патишта и на. И сега постојано сме во таа фаза дека нешто ни смета. Те експроприација, те не знам што и така натам. И стојат имобилизирани 300 милиони, 400 милиони Еден евра. пат така за натам. Блаце од 10 километри е научна фантастика да се Именно. почне со Се враќаме реализација. назад Затоа на аспектот на ако не сме ги слушале гласовите на меѓународната заедница, како ќе чуеме домашното ехо дека или ќе бидеме препуштени сами на себе, пазите, иако го подценуваме, во овој момент странците кои дојдоа, за нив беше абсолвирано прашањето на албанците и нивната мајоритетна позиција за ЕУ и за НАТО. Прашањето беше што за прв пат во историскиот ген, во подолго време, се јавува македонски судири и тоа може да биде прилично деликатен од 27. јануари, па вклучувајќи за референдумот. Дали е тоа внатрешната опасност за нова меѓународна изолација на Македонија? Наумов? Многу ги комплицираме работите. Јас реков, нема правила, се е измешано. Тие што го напаѓа Астом не го признава, не го славе, сега го бранат. Толку се, значи, чиста, соголена, сурова политика, политиканство, партиски и лични интереси. Ништо друго нема тука. Нити идеологија, нити национализам. Нема шанси да се разбуди повторно че национализамот добиваме што го познаваме порано кон албанците, кон проблемот е внатрешни пазарења, тоа ќе се случува. Мислам дека Тоа Лилим заши одлично го абсолвира на почетокот. Дај да седне четворицата. така Не знам сега, дали Иванов така има ќе- кредибилитет. па во Нема, таа ама насока, некој- во таа насока, во таа Ама тоа тактика значи огледам и пржино- ова. пржино три. Мисли дека треба да имаме пржино 19, 20, 26, 28, 29, па тогаш укинете го парламентот, не ви треба парламент, нека имаме само влада и завршена работа. Не е тоа суштината, вие во Европа не можете да носите такви одлуки. Сафет, оваа држава се разбереме. имаш право, нема никогаш да се распадне, затоа што премногу интереси се во оптек и не може никого да го задоволиш доволно за да не бара повеќе или да рече дека не е оштетен. Ако тука се случи војна, ја не сакам ни да помислам бетер од Сирија Столе, ќе биде, ама ќе има не една знаеме кој работа. кого напаѓа. Движењата се Кој од каде прилично прогресивни. Кој до завчера мислеше дека Србија ќе разговара, исоцепи да. Косово и дека ќе ќе најде партнер во Косово, и тоа за не- разговор. Ама било ние кој толку тогаш малку тачи. се нема што да се отцепи кај нас. Сите големи идеи завршуваат со Сао Пауло, па завршуваат со Белград. Кај нас со Виница ќе завршат. Немојте се. Ќе има инвулзии или конвулзии, како се вика внатрешни. Ќе има проблеми. Ама реков, ние на потешкиот начин, дај да бидеме малку, ќе потрае ова 2-3 месеци и да има изборите. Ова со изборите е порака фактички до ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН не беше баш Мицковски во неделата воопшто не сакаше да помислува на после тоа утредента кажа дека може да има Ама веќе сега ги модерни избори. испоставува сметките на Ама маса нормално, за јавно, избори. па нормално, нов јавен обвинител по нивна сметка, па Ама пржинска добро, влада. ако се изгласа во парламентот само распуштање како дуи исто биде, тие барања ќе си останат само на пржинскиот дел во скратена форма 45 дена. И Така мислам де. дека нема тука што. Па тоа е решението. Зошто? Зошто тоа не би било решение? Ама Идете дали на ВМРО избори? ДПМН сака да оди на избори? Не е тоа работа дали сака ВМРО ДПМН да оди на избори. Па може ли да се случи да ги постојат- бойкотира избори? Кој Или ќе ми олесни така работата после, ќе направат двотретинско. Јас лично мислам дека можно сценарио е ВМРО ДПМН да ги бойкотира изборите. Да. И да 95-та влеземе да не се во повтори. иста постизборна криза во која повторно некој на маса треба да ги решава работа. И од прилика беше Добре, една имаме- изјава на Георгиевски. Од оваа позиција никогаш више не би му советувал на ВМРО ДПМН да остане надвор од парламентот. Поради бојкотот. никогаш Да, не да, да. рече, никогаш. Сега тоа е така. Тоа е така. За среќа немаме приватизација, се нема што да приватизираме од 95-та до А ги очевидно има некои други работи кои можат да чом. Заев нема голем маневрски простор. Или ќе ја продолжи агендата преку договорот со Грција,
до усвојување на, до исполнување на врските Зашто сега тоа го проблематизираш? Ако Не, некој не. е промотор на тоа, тоа е заев. Па се согласувам, па затоа велам. А единствен начин тоа да го направи, ако не успее да се договори со опозицијата, односно со ВМРО ДПМН, се нови избори. Добро, И да еве се за бара крај, мандат. поштувани гледачи, моите вечерашни соговорници Сафет Бишевец, Столе Наумов и Лирим Дулови ги прашувам, зашто мислам дека од тоа може после да следи некаква информација. Која е разврската на оваа криза која е сега само навестување на посериозни политички кризи, вклучувајќи го и договорот на Преспа? Значи, ќе бидам краток. Договорот со Грција и членството на Македонија во НАТО и Европската Унија, според мене, нема цена. И таа цена, било каква да е, буквално било каква да е, јас сум спремен да ја платам доколку сум дел од тие преговори меѓу четворицата лидери. Твојот пристап е не избори, туку Само на маса, четворицата лидери. Дозволено е во тој- Поголемите лидери сега, дали се тројца, дали останаат тројца, не Лирим, знам, во тој твој опфат, дали е дозволена и амнестија? зависи За повеќе зашто. интерес. Ако нема Зависи цена, зашто. значи дозволена е, па ти какво ти е прашањето? Па, сега на крај на емисијата не би можел да се дообјаснам, немаме време, инаку би разговарали на таа тема, да, би ќе разговарали. отвориме Што е? темата, иако ја лично мислам дека тоа било порасно, се да само во стартот. Со Наумов. исти став сум јас. Мислам дека ќе има така грчеви така посилни, ќе не боли стомак еден период, ама на крај немаме избор. Кој е изборот? Ако сакаме, имаме избор, уште 27 години така да се комплицира работи со Обединетите нации, макар што уставните измени веќе се доволни. Мислам дека се тоа ќе заврши со нешто слично, некој формат од аспектот на Лирим, ама нема да биде толку драстичен, затоа што, како што кажав и на почетокот, малку повеќе тие булдожери андерграунд ќе се уклучат и имаат они своји алатки, своји методи. Сафет. Па после ова што ни се случи, не верувам во тие андерграунд булдожери. Апсолутно, ако јавниот притисок, односно јавниот ангажман и помошта што ја нудеа за да влеземе во НАТО, да станеме членка експресно практично во јануари на НАТО и да ги почнеме преговорите за ЕУ, не верувам во таква разлика. Се плашам дека работава и во јавноста се сведува на она од што се плашиш и ти, дека тоа ќе биде шанса сега, бидејќи објективно, Мицковски го зголеми влогот после овој референдум, го зголеми влогот на масата за преговори со Заев околу судбината на пред се би рекол Никола Груевски и некогашната врхушка на ВМРО ДПМН, кои сега се најчесто посетители на судските сали во Скопје. Би било погубно и по мене Заев да го прифати тој притисок и судбината на земјата практично да ја сведе на тоа дали да се трампа со расчистување на криминалот на Груевски и компанија. Јас исто мислам дека тоа е ужасна работа, би било ужасна работа, како што мислам дека и наводното купување на пратеници од ВМРО ДПМН би било ужасна работа. Повеќе верувам дека во оваа пратеничка група на ВМРО ДПМН и има луѓе, и има пратеници кои ја гледаат реалната слика и кои веќе не мислат дека му должат било што ни на Груевски, ни на фамилијата и дека можат во овој момент да изиграат буквално за Македонија. Добро. Сафет Бишевец, Столе Наумов, Лирим Дулови, моите истакнати новинарски имења во јавноста со оценка на мигот и со перспективите за решавање на очигледната политичка криза во која посериозно влегуваме, особено од аспект на распретот за НАТО и за обезбедување на мнозинство за уставните промени.